Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, следува редовната пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче и неговиот заменик Армен Тарслани. Тандерува професус медијаве, тандерува читатар, наважим дот кенем уцитан дични конференција поштип министичен децис Венко Филипче, везавен цитати Армен Тарслани. Повели министр. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Комисијата за заразни болести, како што најави во изминатите денови, правеше анализа и ги следеше трендовите на новозаболени од коронавирусот. Анализите покажуваат дека во овој момент имаме неколку локации низ земјата, каде имаме брзо ширење на вирусот и кластери, кои се настанати најчесто како резултат на непочитување на пропишаните превентивни мерки. Групирање на граѓаните на семејни собери и прослави, неносење на заштитна опрема, непочитување на мерките од страна на компании за превоз и организација на работата и други слични прекршувања се главните причини за раст на новозаболени во Скопје, Кумановско-Липковскиот регион, Тетово, Соколните општини, Штип и околината. Добро е што во целиот останат дел од земјата состојбата е стабилна со спорадични случаи. Ова е само потврда дека стратегијата дала резултат онаму каде што мерките се почитувале. Заради спречување на дополнително ширење на вирусот во критичните региони, но пред се заради спречување евентуално ширење на вирусот надвор од овие региони, владата донесе одлука за враќање на полицискиот час и рестрикциите на движењето, односно се воведува целосна забрана на движење на сите граѓани на Скопје, тоа се сите скопски општини, понатаму Куманово, Липково, Штип, Тетово, како и Боговиње, Брвеница, Теарце, Жилино и Јегуновце, почнувајќи од четврток, 4 јуни, од 21 часот до понеделник, 8 јуни, 5 часот наутро. Во сите останати градови се забранува движење на сите граѓани од четврток, 4 јуни, од 21 часот до петок, 5 јуни, 5 часот наутро. Значи, во останатите градови во петок, сабота и недела, забраната повторно почнува од 16 часот и трае до следниот ден до 5 часот наутро. Петок, 5 јуни, се прогласува за неработен ден на сите граѓани. Во периодот од четврток, 4 јуни, од 21 часот, до понеделник, 8 јуни, до 5 часот, се забранува посета на гробиштата на територијата на цела држава, освен во случај на погреби. За земјоделските активности дозволено е движење во рамки на територијата, атарот на селата, исклучиво за работни потреби. Аптеките ќе работат непречено, Министерството за здравство ќе изготви соодветен план за непречена работа и на здравствените установи. Исклучоците од забрана за движење важат за полицијата, армијата, здравствените работници, тука се јавно здравствените установи, приватните, матичните лекари, маркетите и рестораните кои вршат достава за производи, при што тие своите ангажмани ќе ги реализираат непречено. Остануваат на важење сите издадени дозволи за движење за време на претходните забрани за движење кои беа воведени, особено за економските оператори и за работата организирана во смени. Останува дозволите за прошетка на милиниците со истите периоди од 8 до 8:30, 15 до 15:30 и 20 до 20:30 часот. Забраната за движење не важи за лицата со попреченост и за нивни придружници доколку имаат соодветна документација. Почитувани граѓани, овој нов бран е директна последица на непочитување на јасно пропишаните мерки, но и за доцнета или слаба активност за казнување од страна на надлежното министерство. Се надевам дека конечно и на последните скептици ќе им стане јасно дека вирусот не е шега. Вирусот нема да замине, додека сите не прифатиме дека представува закана за секој кој не ги почитува мерките за заштита од него. И после одржани речиси 100 пресконференции и илјадници пати повторени апели и пораки, еден дел од граѓаните се уште одбиваат да ја прифатат реалноста. Да прифатат дека одговорноста е на секој поединец. Навистина не треба да дозволиме, дури од кога ќе се разболеме,
да разбереме колку е вирусот опасен. Ние, здравствените работници, владата, институциите, не можеме да направиме ништо без граѓаните. Ова што сега го кажувам не е никаква политичка флоскула, ова е реалност, само сите заедно можеме да ја надмине кризата и никако поинаку. Одговорно тврдам дека сите мерки, сите одлуки и сите пораки кои ги испративме во јавноста беа прецизни, медицински издржани и навремени. Стратегијата даде резултат, имавме одлични резултати и развој на состојбата како што посакувавме. Впрочем, како што кажав, доказ за тоа се општините кои се целосно стабилни, а најдобар доказ за тоа е општина Дебар, каде со недели нема ниту еден нов случај. Сите инструменти кои нас лекарите ни беа на располагање, се што се користеше како стратегија во светот, го направивме и ние. Но она што не можеме да го контролираме во целост е за жал однесувањето на луѓето. Она што е сега позитивно е што системот е далеку поподготвен за овој нов бран, имаме повеќе знаење, ресурси и капацитети, имаме целосно опремен здравствен систем, кој не смееме да дозволиме да се преоптерети. Убеден сум дека како здравство ќе се избориме до крај со ова и ќе пружиме соодветна грижа за секој пациент. Почитувани граѓани, верувам дека враќањето на рестрикциите на никој не му паѓа лесно. Верувам дека можеби се чувствувате и обесправени, бидејќи најголем дел од вас доследно се придржуваат до мерките, за што многу благодарам. Но моја обврска како министер е да направиме се за заштита на колективното здравје и заштита на здравствениот систем, кој не смееме да дозволиме да се оптовари. Тоа го правевме досега, тоа ќе продолжиме да го правиме додека не излеземе победници од ова. Сакам да испратам неколку пораки до сите оние кои имаат влијание на мислењето на граѓаните, политичарите, медиумите, верските лидери и сите останати кои на некој начин влијаат на јавноста. Ако било кога во историјата на земјата било потребно единство и заеднички интерес, тоа е сега. Јас сум убеден дека ако сите се заложиме и секој со своето влијание се бори за заедничката цел, а тоа е здравјето на граѓаните, дека ќе успееме многу брзо да го надминеме и овој втор бран. Благодарам. Благодарам. И продолжуваме се со пресконференцијата на ред се новинарските прашања. Катерина, Канал 5 телевизија повеле. Добро вечер, министере. Јас имам две прашања. Еве, постојано говоревте дека состојбата е под контрола, дека се знаат кластерите, се знаат контактите, дека се држи под контрола, меѓутоа еве од она анализа која што ја направи нашата телевизија денеска, според податоци од Институтот за јавно здравје покажува дека дури половината од оние кои што се ново заразени не знаат од каде го добиле вирусот, односно не ги знаат контактите, не знаат со кого биле во контакти, како го добиле, како се заразиле со COVID-19. И исто сакам да ве прашам, еве се говореше дека во Скопје поточно има неколку општини кои што се најкритични, како Чаир, како Сарај, и дека тие општини неколку ќе бидат ставени под карантин. Меѓутоа еве гледаме дека целата општина, односно целиот град ќе биде под карантин. Еве би ве прашала вас како човек, како граѓанин на Скопје, дали според вас е фер целиот град да биде ставен под карантин на сметка на неколку критични општини? Благодарам. Во однос на податоците за кластерите, близу 70% е тоа што цело време го комуницираме и тоа во континуитет го покажуваат анализите за контактите во рамките на кластерите, како близок респираторен контакт, но и помеѓу кластерите. Многу пати се соочува епидемиолозите, посебно овој изминат период од неколку денови, со отпор кај граѓаните и пациентите да ги дадат вистинитите податоци, дури и да се согласат да дадат интервју, што во некои случаи се надминуваше дури со асистенција со полицијата. Така, сакам да кажам дека во рамките на кластерите, познатите контакти се дури и на 90%. И повторно сега тврдам дека таа ситуација е целосно под контрола. И во однос на мерките кои што сега ги предлагаме практично за сите општини
во Скопје. Сепак е Скопје една функционална единица. Многу луѓе, и тоа го покажаа и анкетите, од разговорите, од прашалникот со заболените, со нивните контакти, дека практично циркулираат низ целиот град. И ова е мерка со која што ние практично го штитиме целиот град Скопје. Не станува збор само за една единствена мерка, туку на дополнување на многу специфични мерки кои што се имплементираат во општините, а согласно податоците кои што се добиваат од епидемиолошките анкети. Сакам да кажам дека врз основа на тие анкети се прават целни анализи, детални истражувања на движењето на контактите, нивните контакти. Ние денеска точно знаеме колку луѓе ќе бидат интервјуирани утре и веројатно рано утре изутрина колку луѓе ќе бидат интервјуирани за 2 дена. И сето тоа е познато. Меѓутоа Скопје е сепак една функционална единица. Луѓето циркулираат и се движат низ целиот град. Во таа смисла, ова е мерка за заштита на целиот град Скопје. Благодарам. Благодарам, Катерина. Продолжуваме телевизија, повеле. Добро вечер. Министре, до пред една недела велевте дека состојбата е под контрола и дека не очекувате зголемување на бројот на новозаболени. До вчера добивавме изјави дека ни се познати сите кластери, односно знаеме од каде доаѓаат новозаболените. Ме интересира што се смени во меѓувреме за од утре до понеделник 1/3 од државата да ја ставите во 80-часовен карантин, ако се знае дека новите случаи не се од кога беа укинати дел од рестриктивните мерки. Едно надополнување на оние мерки кои што и сега се на сила во рамките на овие општини. Не станува збор за 1/3, многу повеќе, близу 2/3 ова практично од вкупното население. Уште еден доказ дека што во рамките на овие региони кај што се детектирани нови случаи, всушност не се почитувани мерките. Таму каде што се почитувани, тоа се другите региони каде што нема да има ваков строг полициски час, практично превентивните пропишаните мерки целосно се почитуваат. Значи, оваа рестрикција на движењето е нешто што дополнително ќе помогне во оној интензивен контакт трейсинг, идентификување на контактите, ставање нивно во изолација или на дел од нив тестирање според индикација, според степенот на ризик, како една дополнителна мерка за да се спречи трансмисијата на вирусот. Сите овие случаи во близу 90%, а тоа го покажа деталната анализа на анкетните листови, се всушност семејни настани од изминатите десетина и нешто повеќе денови. Значи, тие луѓе сепак биле во циркулирале низ у својата околина, во своите општини, но и во градовите каде што живееле или во најблиските градови доколку живеат во околината на Куманово или во Тетово. Тоа исто така е податок кој што доаѓа од анкетните листови и ова е една дополнителна мерка која што мислиме дека ќе го на некој начин елиминира ширењето на вирусот. Благодарам. Благодарам. Продолжуваме понатаму. Добар ден, министре, по продолжение во таа насока и моето прашање, полициски час имаше до 27 мај, тоа е од прилика до пред една недела, што значи дека голем дел од новозаболените последниве денови се заразиле токму во периодот кога постоеше полициски час и тогаш имаше и сега впечаток дека полицискиот час во целост не се почитуваше. Што е сменето од тогаш до сега? Зошто полицискиот час сега ќе би дал повеќе ефекти од претходниот период? И околу прашањето претходно што го постави колешката, по-конкретно, што се предомисливте, првично најавувавте дека може да се воведат построги рестриктивни мерки само во одредени општини, без разлика дали Скопје или надвор од Скопје, а не пристап за полициски час за цела држава, како што некоја варијанта сега во моментот предлагате? Не важат истите мерки, не се предвидени истите мерки за територијата на цела држава. Значи има повеќе часови во кои што луѓето може да се движат во градовите, регионите каде што има спорадична појава на спорадични случаи, што значи дека мерките дале ефект таму каде што навистина се почитувале и тоа беше пример. Ние имавме градови кои што нашиот увид покаже дека апсолутно огромен процент на граѓаните и носат маски и не седат густо во угостителските објекти и ја почитуваат дистанцата.
Значи, ова се мерки кои што се навистина голема рестрикција во движењето во неколку општини, неколку региони, на Скопје, Тетово, на Штип и Куманово. Во Штип заради неправилниот превоз на работниците во конфекциите, за жал прекршување на оние препораки кои што се на сила веќе повеќе од 2 месеци. Понатаму семејни собери во овие сите други региони, повторно прекршувајќи ги апсолутно сите препораки кои што исто така се на сила повеќе од 2 месеци. И има разлика во целосен полициски час и таму каде што има делови, во останатиот дел во другите општини каде што луѓето може да се движат. Значи, сепак е дополнителна мерка на она интензивна работа на терен на епидемиолозите. Имавме ние утрово и координативен состанок во рамките на Комисијата за заразни болести, на кој што присуствува и представници на Министерството за внатрешни работи, на кој што детално, и на истиот состанок присуствуваа и директорите и епидемиолозите од центрите за јавно здравје од Тетово, Куманово, Охрид и Штип, кои што на представниците на Министерството за внатрешни работи им ги соопштија проблемите со кои што се соочуваат секојдневно во однос на пронаоѓањето на контактите, во однос на тоа како луѓето реагираат, некојаш даваат отпор, па е потребна асистенција од полиција, прекршувањето на самоизолацијата и сето тоа што полицијата навистина може да направи повеќе за сега овие рестрикции да се почитуваат и да дадат ефект. Ќе го кажам позитивниот пример од Дебар. Целосно се испочитува и во рамките на затворениот град луѓето се придржуваат до мерките. Тоа ја олесни работата и на епидемиолозите. Во Дебар има еден епидемиолог. Ние пративме екстра лекари од тука да му помогнат, но луѓето се придржуваат до мерките и сега таму нема случај. Значи, ова е работа која што зависи од сите нас. Зависи од здравствениот систем, зависи од институциите, Министерството за внатрешни работи кои треба да контролира и санкционира и зависи од граѓаните. Како ќе биде од понеделник, дали останува концептот на полициски часи и понатаму или тоа е само мерка за продолжение од викенд во кој што има и празник? Ова е за сега мерка само за овој викенд, нови одлуки ќе носиме во понеделник согласно тоа како ќе се одвиваат, како ќе биде ситуацијата со ново диагностицирани пациенти. Имаме некакво предвидување за следните неколку денови, но затоа ќе носиме следни одлуки во понеделник. Благодарам, Елена. Продолжуваме по телевизија. Билјана Повеле. Добро вечер, министре. Ваши колеги доктори се погласно зборуваат, оти се сомневаат во препораките, односно одлуките на Комисијата за заразни болести. Велат дека тие се носат врз основа на политички интереси, а не интерес за заштита на здравието на граѓаните, па бараат промени во оваа комисија, односно да биде составена од експерти епидемиолози, да има можеби и пензионирани епидемиолози, па дури матични лекари да бидат вклучени во комисијата. Тоа ми е првото прашање. Второто, зошто пред да се одлучите на олеснување на мерките пред 2 недели, не се направи некоја стратегија на масовно тестирање? Велевте дека не е потребно, меѓутоа еве сега гледаме дека состојбата со бројот на заболени е зголемена. Зошто не одевте на масовно тестирање пред да ги олесните мерките? И уште едно во контекст на денешните одлуки, рековте се забранува посета на гробишта. Прашувам за оние општини каде што ќе биде дозволено движење во деновите петок, сабота и недела во одреден период од денот, нели? Доколку одат на гробишта, тоа значи дека ќе следат казни? Благодарам. Апсолутно се забранува посетата во сите општини, заради тоа што е тоа место каде што, имајќи го предвид престојниот празник, може да има масовни собери. Во однос на масовното тестирање, ние направивме еден пресек во Дебар и таму податоците покажаа дека околу 1% од населението е носител на еден тип од антителата. Студиите во повеќе други земји исто така покажа дека скринингот покажува дека многу мал процент од населението може да биде носител на антитела. И тоа е очекувано. Заради тоа што епидемијата, пандемијата трае многу кратко, 3, 4, 5 месеци во различни земји, тоа е период кој што воопшто не може да се очекува
дека некој може да развие имунитет. Дополнително, најновите податоци укажуваат на тоа дека дури и кога антителото ќе се потврди, има два типа на антитела кои што не се утврдуваат во сите лаборатории, само во оние најсофистицирани за научни истражувања, заради тоа што тие два типа се различни. Едните само се врзуваат за вирусот и не штитат, а само другиот тип штити. Што значи дека и присуство на IgG антитела не е доказ дека некој не може да се разболи повторно. Значи не ни е апсолутно никаков показател. Како ги носевме мерките за попуштање на рестрикциите и како беше направен планот врз основа на пресекот на последователни 2 недели, како и на секој ден, на поврзаноста со кластерите, на појава на пациенти кои што има индикација за тестирање. Сите овие нови случаи, точно знаеме од каде, од кои делови на земјата потекнуваат и која е директната причина, какви настани. И во однос на составот на комисијата нема епидемиолог кој што ние не го консултираме. Овие епидемиолози се врвни експерти, многу искусни, се справувале со многу епидемии. И јас лично комуницирам. И ги пратам, мора да кажам, и настапите во јавност на експертите, наши професори од медицинскиот факултет, кои што официјално не се членови на комисијата, меѓутоа излегуваат со своји ставови, со своји мислења. И одговорно може да кажам дека, може би не на секој, меѓутоа на секој втор состанок, ги дискутираме и тие мислења кои што до нас стигнуваат од преку медиумите, на тие наши еминентни професори, што некој, јас дури лично комуницирам. Така да ниту едно мислење не сме го оставиле по страна. Сме го дискутирале, сме го аргументирале, гледаме дали и како е издржано, дали може да се имплементира, што е логиката за тоа. Одговорно кажувам, сите одлуки на Комисијата за заразни болести се носени врз основа на бројките и врз основа на научни податоци од сферата на епидемиологијата, инфектологијата, микробиологијата. Продолжуваме понатаму. Менче Нова ТВ. Благодарам. Дали за време на полицискиот час се гарантира дека нема да се собираат по викендички? Дали полицијата ќе внимава на сите случаи кои што се во самоизолација, на тие што се лекуваат, што се во домашно лекување? Што се договоривте со МВР, дали ќе внимава на овие случаи и дали ќе има санкции? Сметате ли дека во жариштата, каде што има најмногу заболени, ќе се смени нешто после овие 4 дена полициски час? И малку е нејасно, гледам некои го употребуваат терминот карантин. Ова е полициски час или карантин? Го спомнувате Дебар како добар пример. Зошто не се оди по примерот на Дебар и во овие жаришта, на пример? Сепак има разлика, полициски час и карантина е нешто друго, ве молам, објаснете што е. Станува збор за целосна рестрикција на движење во општините каде што има најголем број на новозаболени заради близок респираторен контакт во рамките на еден или повеќе кластери и таму кај што има мал број спорадични случаи кои што биле во контакт со тие кластери. Во таа смисла полициски час и ваква форма на рестрикција на движење сметаме дека е сосвен доволна, дополнителна на овој мерка, која што ја носиме како дополнување и со цел да се подобри и за да се скрати времето на ефектот од она што сега е активност на епидемиолозите во откривање на контактите, позитивните контакти и евентуално асимптоматските носители. Апсолутно сметаме дека со оглед на времето кога се јавени, овие од кога потекнуваат уствари настаните кога луѓето се заразиле, го пренеле вирусот во рок од една интензивна комуникација на тие семејни настани согласно епидемиолошките анкети, времето поминато од тој период од неколку денови, дека ова е одлична мерка со која што сега согласно тајмингот е добро да се имплементира рестрикција во движењето. Ја разгледуваме мерката целата, овие изминати неколку денови, сметаме дека сега е право време да се имплементира. Во понеделник ќе носиме одлуки за понатаму. И како што кажа за Министерството за внатрешни работи, денеска многу детално споделија колегите епидемиолози од сите центри за јавно здравје, директорката на Државниот санитарен здравствен инспекторат со што се соочува.
представниците беа информирани нормално заради тоа што имаме комуникација, но не знаеа за сите детали. Така да разработија некаква стратегија во текот на утрешниот ден повторно ќе искомуницираме за да овие главни проблеми со кои што се соочуваат колегите на терен, а за кои што е потребна асистенција, ги искоординираме. Благодарам и последно прашање. Благодарам. Министре, во Струшко Лабуниште епидемиолозите се жалат дека не можат да ги натераат жителите да им биде земен бриз. Значи не се појавуваат на мој термин, тој термин го пропуштаат, иако имаат симптоми. Како да се спречи оваа ситуација? Понатаму, како да излеземе од овој магичен круг во кој што постојано се појавуваат нови, дури и троцифрени бројки на заразени? Што треба како граѓани да правиме поинак? И исто така, бидејќи денеска имаше 101 ново диагностициран со COVID, кога се земени брисовите за тие резултати? Значи имам информација дека тоа не се вчерашни брисови, туку од пред 3, 4, 5 дена. Дали е точно дека се чека толку денови за да се изработат материјалите за диагностика на COVID-19? Благодарам. Во огромен процент брисевите се изработуваат практично истиот ден и следниот ден. Многу е мал процентот на брисеви кои што остануваат да се изработат после 2 дена, согласно тоа како се земени, каква е индикацијата за итност, согласно степенот на ризик и дали станува за асимптоматски граѓани или станува збор за пациенти кои што имаат симптоми. Така да сметам дека е исклучок тоа кога се чека резултатот, нешто 2 или 3 дена, правило е дека е истиот ден или најмногу следниот ден. Од последните па повеќе од една недела во функција во Институтот за јавно здравје, а се надевам дека во следните денови и во други институции е во функција и ќе биде во функција апарат кој што прави брзи тестови на вирусот и тој се користи таму кај што има итност, кога треба да се направи некоја интервенција кај пациент, да не се чека и тој резултат за разлика од другите кои што се чекаат по повеќе часа заради технологијата на изработка, овде е готов за некаде 45 минути. Така да имаме механизам и за ултрабрзи, ќе ги наречам на некој начин, тестови. Во Лабуништа разговаравме денеска да се активираат сите луѓе кои што имаат некакво влијание во своите средини. Тоа е нешто што веќе се направи во околината на Липково, со повеќе авторитети во општината, во селата, на некој начин да попушти отпорот кај дел од луѓето, не кај сите, мора да кажам. Има луѓе кои што многу коректно соработуваат, меѓутоа има луѓе кои што за жал даваат отпор и интензивно работиме на терен и со нив, да им се објасни дека и да се доближи информацијата дека болеста сериозна, дека мора да соработуваат. Ги разбираме, луѓето можеби им е страв, тоа се наши сограѓани, соседи, секој од нив бара различен пристап. Еве гледате и генерално, некој ги почитува мерките, некој не ги почитува. Им благодариме на тие што ги почитуваат, ги осудуваме тие што не ги почитуваат, меѓутоа имаме и развиваме механизми да работат. Да работиме со нив, да им ги доближиме информацијата. Оваа кампања која што ја започнавме за приказ на случаите од инфективните оделенија, да се доближи таа информација до народот, до граѓаните, да сватат дека треба да се соработа заради тоа што тоа е во интерес на нивното здравје. Благодарам, Мирослава. Министер, продолжуваме
со уште неколку прашања. Прво прашање, како е здравствената состојба на јавните личности кои ева во контакт со пратеникот Зекири? Дали се сите тестирани? Како е здравствената состојба на пратеникот Зекири и неговото семејство и дали се точни информациите дека Зекири е хоспитализиран во клиниката за инфективни болести? Не знам за хоспитализација, освен на Мухамед, не знам. Знам дека се тестираат луѓе во таа група, тој кластер да го наречам. Дел од резултатите беа готови, дел од тие контакти кои што Центарот за јавно здравје ги идентификуваше не само за него, туку и за сите други семејства, 4-5 во таа општина се делумно готови, дел ќе бидат готови денеска и со тоа ќе се заокружи едно 3/4 од тој кластер во таа општина. Мухамед е хоспитализиран во болница, исто и сопругата и малата Далија, и тие се во добра здравствена состојба, стабилна форма на болеста, само со висока температура. Прашањето претhodно беше од Алсат М. Продолжуваме уште едно прашање од 360 степени. Дали ги имате податоците за денешните 59 случаи во Скопје по општини и дали има нови кластери? Благодарам. Во однос на 57 ново заразени денеска со COVID-19 по општини, бројките би биле: општина Центар 10, општина Чаир 11, Бутел 9, Карпош 2, Аеродром 5, Газибаба 5, Петровец 1, Кисела Вода 3, Сарај 3, Ѓорче Петров 1, Шуто Ризари 1 и необработени се 6. Контактите и релациите се познати. Нашите епидемиолошки служби веќе работат на терен за изнаоѓање на лоцирање на контактите, но и начинот на ширење и пренос на вирусот. Додека сепак останува апелот дека треба да се подигне свеста кај граѓаните. Како пример имаме градот Куманово, каде што преку мултисекторски пристап, каде што се вклучени и верските заедници, пораката да доприра и до граѓаните кои што уште не веруваат дека вирусот е присутен. Маската ќе дава резултат ако се носи правилно, не ако се носи во джеп. Само преку личен пример ќе резултираме и на нашето здравје, и на колективното здравје, и само така ќе бидеме поуспешни. И на албански. Сега врз основа на бројот на инфектираните со COVID-19, во Скопје имаме 57 случаи, во Чаир 19, во Бутел 9, во Карпош 2, во Аеродром 5, во Газибаба 5, во Петровец 1, во Кисела Вода 3, во Сарај 3, во Ѓорче Петров 1, во Шуто Ризари 1, додека од неидентификуваните имаме уште 6 други кои што се очекува да добиеме резултати. Контактите се познати, се работи на терен од нашите епидемиолози, додека од друга страна ќе потенцирам дека апелот за граѓаните останува ист. Еден добар пример е Липково, каде што имаме еден мултисекторијален пристап, каде што имаме и представници од верските заедници кои што придонесуваат за апелите и препораките за поголема свест на граѓаните од аспект на тоа сите ние да бидеме свесни дека вирусот постои. Исто така е и со репортажите кои што се прават од клиниката за инфектологија, додека
Од друга страна, ние на овој начин ќе придонесеме како со наш пример, примерен наш пример, така и на овој начин ќе ја поддржиме и колективната заштита, со што ќе покажеме дека маската треба да се носи правилно, а не да истата да се носи во джеб, бидејќи на овој начин нема да има ефект. И ова е начин како ние ќе ја победиме, кога добиеме оваа битка. Ви благодарам многу. Ви благодарам, заменик На денешната пресконференција на министерот Филипче и неговиот заменик Арслани. Почитувајте ги сите препораки и мерки од надлежните институции. Пријатно. Тендерувар што ще да фунди конференца с проштипта министричен децис Филипче да завенците ти Арслани. Респектони, та джита масата рекомандимете институционове паркаце. Натане мир.